Добар ден, јас сум Ѓорѓи Кралев од Цветениколски крај, поточно село Трстеник, али сум преселен во Скопје уште 61 година. И ще живеам во Скопје цело време. Сега сум во пензија, веќе сум во години, 81 година во животот мој. И така го спроведов со една гајда, со работа, нормална ствар. И така решивме да дојдеме денеска во село Будинарци, да начиме еден крст на колегата, другар мој Богдан. Така во чест тој сакаме да дадеме една изјава и една посета. Да ни кажете, еве, гледаме дека свирите на гајда, колку време свирите на гајда и што значи за вас овој инструмент? Па видите, ја още од дете како мал сум го засакал, сум свирал на шупелка обична, па полека така дојдов до една гајда и со чест и ден денеска ја свирам со мерак, сум модел и во странство, во Англија, Германија, Франција, нема кај не сум бил и затоа во тој чест еве денеска сум поканет овде да дојдам и да покажам и јас што знам да отсвирам. Така е, да ни кажете дали е тешко да се свири на гајда и во врска дали гајдата потекнува од Македонија или од Шкотска? Овака, јас колку што знам, гајдата стварно е напорна за свирење, а и многу е има проблеми што не може да речеме овие инструменти, кларинет, хармоника. Таму овде нема, све се работи преко прсти и не е едноставно да се свири. Треба да си мајстор да знаеш да се свири. Иначе гајдава, колку што јас што знам, потекнува наводно прилеп и ден денеска ги прават прилепчани. Прилепчани ги прават и ова е прилепска гајда, али заиста мајстори се. А за свирење ние овчеполци, да речем, ги шиеме во секој случај. Така. Така, а нели во Шкотска има гајди, па некои велат дека од тука се префрлила во Шкотска или? Па наводно толку не сум запозна, али пошто слушаме дека е така, нека биде и така. Меѓутим, гајда си е гајда, не може друго да биде освен гајда. Така да, кај нас има доста што луѓе знаат да свират, али исчезнува, па сега ќе видиме до кога ќе има, а има деца музичко школа што учат и гајда и кавали, валда ќе се поврати назад. Да слушаме и ние. Ви благодариме многу, еве сега ќе слушнеме некоја песна освирена на гајда од твоја страна, па во продолжение слушнете. Може, дај го така. Сега ќе отсвириме прво женска невестинско оро. Така да знае дека тоа потекнува од кај нас само од Цветениколе села наши, дека тоа е женска невестинска која порано во наше време, кога се свиреше, мислим порано, не во моје време, во наш крај таму, невести се свадби се свиреа претежно со гајда. И кога ја испраќаа невестата, ово оро се свиреше сега што ќе го отсвирам. Значи ова е старо оро, така? Старо оро, нормално женско оро, кога ќе си оди невестата од куќа, преко порта, она води танец и искаше преко порта и се завршава на крај и се поздравуваат и така се завршава и свадбата. Добро, ви благодариме. Во продолжение ќе слушнете, како што рековме, една извезба на нашиот врвен мајстор на невестинско оро, кое е традиционално старо оро и потекнува од Светениколско.
Добар ден, християни! Нека ни е честит денесниот празник Лазарица. Се наоѓаме во село Будинарци пред духовно-патриотскиот крст. Крстот е поставен пред 2 години. Од овде се наоѓаме во Мала Швајцарија, да ги видите Малишевските планини, да видите малишевските граѓани и луѓе кои живеат овде, да и видите цела Малишевија и селата Малишевски, да видите како пијат жолта ракија и црвено рујно вино со малишевското убаво бело сирење. Да сте живи и здрави и весели. Тие што са денеска дојдени, понатаму нека додат другите генерации. Нека ни е вечен и крстот. Македонија постои и ќе постои. Била и ќе биде. Да го видите Ратево каде Мистон престојувал. Да го видите Негрево каде Даме Груев и Гоце Делчев поминале со нивните чети. Од овде се гледа Пирин планина. Може да се види и Егеј и многу наши видни места. Пред 2 години ни рековте дека овде ќе направите и мало црквиче. Која е, значи, целта на тоа, кога ќе биде, што, имате ли на план тоа да го сторите? Црквата Цар Коста Дидејана треба да се прави. Она е заштитник на село Будинарци, а и на Малишевијата. Бидејќи пред неколку години селото требаше да не изгоре. Дојдоа луѓе други да ни го спасат да не изгори. Па да остана тоа и селото и затоа и крстот ќе постои. И како што реков, да дојдете да видите Малишевија и сите малешевци со добра душа, со чиста савест и дух патриотски. И да ве прашаме, еве, долго време веќе сте во главниот град во Скопје, но некако како да гледаме дека вашата душа сака да се врати тука, вашата душа е сврзана со ова село. Колку време живеете во Скопје и колку често доаѓате во селото Будинарци? Ја сам роден в Будинарци. Тука сам роден и тука треба да заврши. И сите така. Оди кај ќе одиш, најдобро е своето место кај си роден. Скопје сам живеел, али Будинарци е мојот роден крај. И сите така. Имам мечтаем за Будинарци и ќе оставам во Будинарци до крајот на животот. Прво да ви посакам на сите добре дојдовте и да ви укажам на самото место. Овој крст е поставен од Богдан и неговото друштво, така да кажеме пред 2 години, со цел да имаме едно место кое ќе не подсетува на нашите, можеме да кажеме, бранители на Македонија, кои, не жалејќи си ги своите животи, загинале, а живите и денеска се борат за слободна Македонија. Овде се среќаваат повеќе генерации, така да, како попознати генерации сами на мене, Димитар Попџорџиев Беровски, дедо Илјо Малишевски, Дамјан Груев од поновата генерација, Атанас Карчев, Сандо Китанов и плејада други по-нови револуционери. Овој ден ние сакаме да го прославиме со цел да укажеме и на младите генерации за тоа што еве и самата слобода, како што сега се кажува, нема цена. Значи ние всушност треба да одржаваме таа кондиција на денешна Македонија, да развиваме и да надградуваме со цел да добиеме многу подобри услови и за живот и за работа на секоја идна генерација. Знаеме дека се тешки времиња. Денешно време е исто така зафатено со еден бран на многу стари проблеми кои денеска некој ги открива и се зафаќа за нив, да се сите ние практично чудиме што сме создале и колку сме унапредиле за тие 100 години.
Еве тоа мене заинтересирува и затоа сега се јавувам овде да ви кажам дека ние има што да се грижиме. Македонија се уште има непријатели и блиски, и внатрешни, и надворешни. И затоа треба да ја градиме Македонија. Мојата цел на ова е денеска како да се спротивставиме на нашите непријатели. Македонија е силна ако е обединета. Ако не е обединета, не е силна. Ние македонците не ги мразиме другите народности, меѓутоа секој да се го добие свој дел од колачето. Не може едни да презентираат друго, други друго. Со разговор за се може да се дојде до соодветен одговор и развој на нашата заедничка држава Република Македонија. Ви благодарам. Пријатен ден. Се најубаво. Evo, čitaj, original, male šljivo Natura neće da pija. Ne pija. Koliko svaza to sad. Aj stani veločerko, aj stani, aj da staneš veločerko utre porano, da mesiš veločerko, da mesiš, aj da mesiš veločerko, tebe pogađa. Će dojdat veločerko, će dojdat, aj će dojdat veločerko, skopski zeleni. Da spremiš veločerko, da spremiš, aj da spremiš veločerko, beli darovi. Će dojdat veločerko, će dojdat, ajde dojdat veločerko, tebe tam nema. Alal da vi jebe, majstori, alal da vi jebe. Thank you.